Именно после известен временски период на неизвестност, вчера имавме одбор на директори, собрание на одбор на директорите при акционерското друштво Победа, каде што се прифати оставката на претходниот председател господинот Гоце Енгелизов и се назначи за ВД директор Ирена Јакимовска. Јас како ВД директор за овој временски период се дотогаш додека на моје огромно задоволство фудбалскиот клуб ќе си го превзеде и ќе си го води конечно спортиста, според моето мислење, човекот кој што излегува од фудбалот, кој што го знае фудбалот најдобро, кој што го сака фудбалот и кој што ја сака фудбалска победа и кој што постојано скоро на секоја утакмица бил таму и несебично ја поддржувал, Неша Стојковиќ, на моје огромно задоволство, се до тој момент додека не ја превземи функцијата на председател, јас она што можам да го ветам и ќе го направам е дефинитивно поставување на ново ниво на постулатите на постојањето на клубот. Сигурно дека клубот не е денеска овдека, клубот има свое минато и своја историја. Оно што јас сакам хронолошки да го кажам и моите колеги на бордот на директори иницираа да го презентираме хронолошки, да најавам како настана ова акционерско друштво. Имено иницијативата за формирање на ова акционерско друштво и за несебична поддршка, финансиска поддршка од истите кои што го основаа друштвото, беше од страна на претходниот председател на општина Прилеп, господинот Маријан Ристевски. Основачи на ова акционерско друштво, кој што користам оваа прилика да ги поздравам, преди се Сашо Самарџиовски или Пивара, АД Прилеп, Ирена Јакимовска и Андро Брус, или основачите на компанијата Конфи Ангел, Ѓорги Атанасовски со компанијата ТВ Сонце, Горан Хаџиристевски, Кабелнет и Гоце Енгелисов. Овие основачи беа оние кои што иницираа продолжувањето на онаа победа претходно, која што беше изградена и основана од страна на Ацуле. Меѓутоа се договоривме во интерес на клубот и задоволството на фудбалската популација на Прилеп да вложиме напори, финансиски средства, да ги надоместиме претходните долгови и да ја продолжиме работата на клубот. Во тој временски период се до вчера председател на клубот беше господинот Гоце Енгелизов и мора да му се заблагодариме за напорот и сите активности кои што ги превзеде во овој повременски период и самите дела покажуваат за неговата активност и работа. Имено денеска клубот се најдува на 7-ма позиција во прва лига, од втора лига успеавме да го доведеме клубот на прва лига и сме таму каде што сме. Меѓутоа, секогаш можеме повеќе и секогаш можеме подобро. Од тие причини јас ветувам како ВД директор дека би го поставила клубот на ново ниво, на некои постулати кои што според мене би биле попрофесионални и каде што преди се фокусот би бил на младите категории за кои што верувам многу повеќе ќе кажи идниот председател Стојковиќ и нашиот новоназначен спортски директор Јане Николовски. За однос на младинските категории, што ќе се случува и концептот и филозофијата каде би одел клубот, сигурно дека покасно и многу често пати ќе разговараме за истото и несебично ќе ги даваме своите напори да го надоградиме. Во оваа прилика морам да ги кажам и спонзорите кои што несебично од самиот почеток го поддржуваа фудбалскиот клуб, без чија што финансиска помош не би можеле ние да издржиме. Тоа е комбинатот Мермерниот комбинат при општина Прилеп, предводена од страна на господинот Перикле, која што е еден од главните спонзори на фудбалскиот клуб и нашата компанија АД Витаменка. Секако, дека морам на моја неизмерно задоволство да кажам без чија што поддршка ние не би можеле да го поставиме клубот на едно ново ниво, поддршката на локалната самоуправа и новиот градоначалник на нашата општина, тоа е господинот Иле Јовановски. На една средба, непосредно пред да настани промената, ние се договоривме дека финансиски општината ќе го поддржи клубот еднократно и дополнително ќе најдеме решение на кој што би можело да има соодветен месечен надомест за да може клубот да го доведеме на едно соодветно ниво. Секако мора да потенцираме дека без поддршка на локалната самоуправа, не само материјална, морална и етична, и секако и поддршката нивна во однос на доизградбата на стадионот, каде што ни треба онај 13-тиот и можеби еден од клучните играчи во фудбалот, тоа е нашата публика, не би можеле да ги поставиме постулатите онака каде што треба и онаму каде што сакаме да биде победа. Она што сакам сега да го потенцирам на нашите играчи, независно на сегашните, идните и на младите категории. Често пати сум го слушнала коментарот дека е големо задоволство и чест да се носи
дресот на победа. Верувам дека тоа е така. И верувам дека е не само да е задоволство и одгорна обврска да го носите тој дрес. Затоа залагањата на секој поединец кој што учествува во креирањето на фудбалскиот клуб треба да биде максимални, не за лични интереси. Преди се за интересите за да се изгради правилен клуб кој што ќе биде и ќе се врати да биде гордост на нашиот град, клуб кој што ќе се врати на задоволството и љубовта кај фудбалот кај нашата популација. Овој град заслужува да имаме достоинствена фудбалска екипа на нашата прва лига, таму каде што ни е местото. Ја користам истовремено и оваа прилика да се заблагодарам во овој временски период, да се заблагодарам на луѓето кои што ни поддржаа несебично, тоа е до Хотел Атлас и секако до компанијата Лукаш Шоп, кој што ни помага со одредени средства. Секоја помош, морална, етична, морална, во овој момент секако дека нема да биде заборавена и е клучна и битна за да го поставиме клубот таму каде што припаѓа. Клубот преди се припаѓа на фудбалерите, затоа е клучно да се задржуваат и да се бранат интересите на фудбалерите, напоредно со регулативата како што е во Македонија, се во интерес за да имаме права спортска игра на задоволство на фудбалската популација. И секако на крајот би се заблагодарила на навивачите, навивачката група Мајмуни, кои што постојано беа покрај клубот и во претходниот период и се надевам дека и понатаму ќе бидат дел од целата екипа. Дефинитивно, моја морална одговорност и порака и препорака до идната до управа на фудбалскиот клуб Победа, дека правиме историска работа. Во интерес на она што била победа некогаш, пред извесен период на каде треба да биде победа. Во кој поглед историска работа? Одговорноста, општествената одговорност наша е голема во делот на младите категории. Бројот на млади категории, членови кои што играат во клубовите е некаде над 200 млади потенцијални фудбалски звезди. Може би еден од нив ќе биде звезда и ќе представува победа и македонскиот фудбал надвор од нашите граници на Македонија и ќе биде амбасадор на Македонија, но поклучен и победен факт е онај што младите ќе бидат згрижени и верувам со година волја и љубов ќе бидат фокусирани на тренинзите. Ние ги гледаме со која љубов и как можноста која ќе им се пруже шансата да се покажат и да бидат на терен, што значи за нив. Е таа е она одговорност која што ние, јас како веде во овој момент и порака до идната управа ја прифајкаме во моментов за достоинствено, горделиво, честно и поштено да го водиме клубот и да го донесеме онаму каде што му е местото. Само на фудбалска победа, победа на играчите и победа на град Прилеп на оние кои што го сакаат фудбалот. Уште еднаш ќе се заблагодарам на локалната самоуправа, на сите основачи на фудбалскиот клуб и на сите спонзори кои што несебично го поддржуваат и се надевам дека достоинствено ќе се го водиме клубот таму каде што му е местото. Нажалост, она што треба потхитно да се исчисти, треба да се извади инкорпорираноста на политиката во фудбалскиот клуб. Доколку ние сакаме да имаме спорт, не само во Победа, не само во Прилеп, него и во нашата држава, сега конкретно зборуваме на спортот, инволвираноста на политиката во сите сегменти од нашите животи треба потхитно да се исклучи. Причината за тоа не се самите политичари, сме ние. Ние правиме фетиш од нив. Ние не зборуваме за спортот и за убавината на фудбалот, ние зборуваме за политичарите и нивната инкорпорираност. Конечно, се надевам сме на право место, клубот да го води некој кој што го спознава спортот. Не за цели на некоја партија, не за лични интереси, за интересите преди се на фудбалскиот клуб со извештај и задоволување на нормално не на потребите, но меѓутоа на обврските кои што ги поставиле основачите на тоа акционерско друштво. Тоа е основното според мене. А потоа самите работите ќе си дојдат. Преку ноќ не може ништо, секако дека парите се клучен елемент во реализирањето на крајните цели, меѓутоа како што кажа и нашиот спортски директор Јане и шефот, во овој момент стварно сите несебично во оваа сезона треба да партиципираме максимално од својата енергија, знаење, време, се со цел за да го доведеме фудбалот таму каде што е. Може би бил поставен на некои си лажни постулати, знаете, морам да кажам и позитивно и за претходниот председател, зашто ние имавме дефиниран одреден буџет, кој што беше произнесен од најголемиот учесник во тој буџет беше локалната самоуправа врз основа на одлуката донесена на општина. Меѓутоа,
Знаете дека имавме период предходната година на избори, настана промена во политичката структура на локалната самоуправа и автоматски одредена поголема сума од тие средства од тој буџет не беа пласирани и не беа доставени таму каде што треба. Всушност, долгот на фудбалскиот клуб Победа е еднаков на сумата која што требаше да биде платена од општината. Меѓутоа, уште еднаш ќе спомнам на наше огромно задоволство, локалната самоуправа, предводена од нашиот нов градоначалник Илија, несебично ќе го поддржи клубот и тоа е можеби една од иницијалната капсула која што мене ме наведе да бидам храбра и да ја прифатам оваа функција, преди се за да можам да направам нешто добро за клубот и да го поставам таму каде што е. А потоа нормално ќе си се вратам таму каде што мојата е основна љубов. Конфиангел. Долгот во овој момент изнесува 3.200.000 денари. За истиот веќе ги разгледуваме ставките на долгот, една по една и ќе преговараме со ќе преговараме со доверителите за начин на исплата на истиот за еден подолг извесен временски период, кој што ќе го вкалкулираме во буџетот, се со цел тоа ќе се изработи со договори за исплата, се со цел за да може секој онај кој што си го сработил своето, независно дали е фудбалер кој што играл во клубот и максимално се дал себе си за да си се доведе клубот на ова ниво, или компанија која што го поддржала фудбалскиот клуб, јас не верувам во долгови. Ние како компанија во Конфиангел не веруваме во долгови и нашето мото е секој онај кој што си сработил треба да го има надоместот за истото. Според мене, имаме ние проблем реално во нашата прва лига во Македонија. Не може да изградите прва лига со две екипи кои што се премногу оддалечени и финансиски, и организационо, и нормално на листата на лигата за разлика од останатите други. Нереална е, немаме компактибилност. Не верувам дека во овој временски период ние ќе имаме можност да го зголемиме буџетот онолку како што тоа го има Вардар или Шкендија. Меѓутоа, во она што верувам дефинитивно, што го кажа шефот, и она што верувам дека идната управа, поготово спортскиот директор Инеша, нивниот фокус на младите категории, стварање на млада популација кои што би можеле да ни овозможат. Суштината ние првата екипа да биде составена од прилепчани. Таа ни е суштината. Секогаш секој странец кој што би можел да дополни играта да е добре дојден, меѓутоа прилепчаните да бидат она што е јадрото. На тој начин ќе се врати квалитетот на фудбалот и љубовта спрема фудбалот во Прилеп. Друго е вие кога играте во Прилеп пред својата публика, пред својот народ, каде што секогаш е најтешко да успеете во својот сопствен народ. И тој успех е најрелевантен за вашето постоење. Сакам да нагласим дека важноста на бизнис секторот во Прилеп, како што се Конфиангел, Прилепска пивара, Кабелнет, Жито Прилеп, Витаминка и Нервен комбинација од голема важност за прилепскиот фудбал. Без нивната поддршка, значи фудбал во Прилеп можеби нема да постои. Што се однесува до моментална состојба во клубо, мислим дека сме малце хендикепирани со тоа што неколку играчи не заминаа од клубо. Меѓутоа водиме преговори со 4 играчи со кои мислим дека ќе бидеме конкретни со негде околу 80% екипи во Македонија. Морам да нагласам дека ми е огромна чест и задоволство што после долго време се враќам во мојот матичен клуб со една функција која што изискува огромна работа, огромно пожртвување. Мислам дека со моето искуство како фудбалер и во оние средини кои што и променив, можам со многу да помогнам во оваа функција. Победа е клуб со традиција, клуб кој што заслужува да биде многу подобро пласиран од она кај што е сега моментално. Ние ќе се потрудиме да тоа го оствариме во најкраток можен период. Мислам дека околу играчкиот кадар сигурно дека ќе доведеме засилување на прави кои што ќе одигнат квалитетот на нашата игра и дека победа во следната полусезона ќе биде рамо до рамо со нашите најквалитетни екипи во првата македонска лига. Сигурно дека овие нови луѓе кои што дојдоа во победа дека имаат своји приоритети и своји примарни цели. Значи тоа е стабилизација на фудбалскиот клуб Победа. Ние ќе се трудиме оние работи кои што функционираат добро во клубот да продолжиме да ги работиме
isto така и може би уште подобро, и оние работи кои што помалку добро функционирале, да ги доведеме до совршенство или да грешиме што помалку можеме. Јас се надевам дека комплетниот играчки кадар ќе го имаме во најскоро време, значи во наредните 4-5 дена, ќе бидеме комплетирани и шефот на стручниот штаб ќе има на располагање комплетна екипа која што ќе може да ја спреми за пролетниот дел од првенството. Prvo, zadovoljstvo mi je što sam ostao u pobjedi, to je broj 1. Broj 2, ja sam došao 8. kolo, mislim da za neka 2 mjeseca imao sam vremena da upoznam ekipu i sigurno da ono 7. mjesto mene nije zadovoljilo. Ja sam rekao i možda neki moj zadnji intervju gdje ćemo probati da želim pobjedu koja će sa par pojačanja da ode u Tetovo sa Škendijom, da igra ili sa Vardarom u Skoplje sasvim ravnopravno i da se nadigravamo, ali iskreno i realno da smo mi u toku ovoga prelaznog roka izgubili 6 ili 7 standardnih igrača koji su napustili klub. Međutim, želim da kažem da ova ekipa što je ostala ima karakter, to je broj 1 i zato sam i ostao u pobjedi. Broj 2, sigurno da mi je žao što su pojedini igrači otišli, ali to je fudbal, tako funkcioniše i nisam nikad bio alibi trener i nisam došao da vam kažem da sad ja se nešto ću da kažem kao bit će teško i tako dalje, ne. I sve da ne dođu pojačanja, smatram da ova ekipa može da napravi ne možda ono što sam ja mislio, ali sigurno sa jednim radom i sa jednim karakterom koji ovi igrači imaju, da možemo da napravimo ovo što traži uprava nova. Drago mi je, ja opet moram zahvalim svim ljudima koji su me doveli, kako sam i došao, normalno da mi je drago, najvažnije, prvi segment koji je mnogo bitan, iako smo kasnili možda, ajde da kažem, jedan mikrociklus od 7 dana, uspjeli smo, zahvaljujući tada u tom momentu i predsjednici Reni, da počnemo da radimo možda malo kasnije, 12. ali mislim da tada nismo zakasnili. Najvažnije je da ovih 10 dana smo odradili. Odradili smo sa ekipom pretežno igrača iz Prilepa, gdje smo imali sa današnjom utakmicom 20 treninga. I sigurno da i ovi igrači koji dođu, nadam se, ja sam rekao, da i Novajlije ne mogu da dođu u pobjedu. Novajlije nam ne trebaju, ja neću dozvoliti ni jedan igrač da bude Novajlija. Nadam se da nećemo pogriješiti, nego da ciljano idemo što se tiče pojačanja i ako uspijemo da ih dovedemo i da budu prava pojačanja, onda će pobjeda dobije dosta. A ako pobjeda pravi da bi došli Novajlije, da kažemo doveli smo 5-6 igrača, a da ne podignu nivo igre pobjede, to ja neću dozvoliti. Kombinacije, zbog čega, šta, kako da dolaze, pa su došli tu i to me ne zanima. Mene zanima samo igrači, oni koji će da daju srce na terenu, jer ono što sam rekao i uvijek potenciram, imati publiku kao što ima Prilep. Ja sam živio u 24 grada. Nigdje nisam doživio, ne samo kao trener, nego i kao igrač, nigdje nisam doživio da neko više voli fudbal i da zbog toga pobjeda mora da bude uvijek u vrhu makedonskog fudbala. Tako da sigurno da moramo svi zajedno, ovo sad, tako je rekla i predsjednica Irena, da pokušamo ovih nekoliko mjeseca svi da budemo, ali baš svi, od građana pa svi do nas u klubu, da nekako se stisnemo, da pokušamo da napravimo rezultat i ako to uradimo, onda sigurno da mislim, ovako ovo što sam ja vidio, našto sinoć gdje smo za možda pola sata završili više nego za ovih 10 dana od kad sam ja ovdje, sigurno da onda nas očekuje možda i svijetla budućnost što se tiče pobjede. Ono što mogu još da kažem, da definitivno uprava je donijela odluku da se ne ide na pripreme, da su prioritet igrači, da budu zadovoljni i ja sam za to, jer igrač koji mi je zadovoljan, onda sigurno mogu da tražim i da od njega sve da da svoj maksimum. Imamo već isplanirano sve. Što se tiče utakmica, mi smo danas igrali sa Renovom, izgubili smo 1-0.
Sad kad bih rekao da je bilo dobro, nije, ali ja uvijek kažem prijateljska utakmica je prijateljska utakmica. Nisam od onih trenera koji traže protivnika da bi dobili utakmicu da kažem uprave mi smo dobili. Ja sam tražio i od Peca koji je zakazivao utakmice da budu to utakmice najjače. Tog momenta i znam na što mogu i ne mogu tada da pogriješim pojačanjima, tako da smo danas igrali s Renovom, ono kao što sam rekao, izgubili 1:0, dosta umora, međutim moram reći da, i to potenciram, da mlađi igrači koji su igrali danas, naše drugo vrijeme, dali su mi za pravo da kažem da postoje igrači u pobjedu koji su možda i biseri makedonskog fudbala, da nadam se da ćemo ih mi usmjeriti u pravom pravcu i da pobjeda treba da dobije napokon možda i Repstivce, kao što ima i sada, kao Nestorovski, da ne nabrajam ostale, ili bivše koji je sportski igrač pored mene. I sigurno da idemo na tom cilju, da pokušamo da napravimo rezultat i da damo možda šansu pojedinim mlađim igračima. Opet kažem, prije ću da guram mlađeg igrača iz Prilepa nego što će dovesti igrača koji neće biti pojačanje. Znači već 28. igramo sa Javorom, sa Mačvom, pa 31. sa Javorom, pa 3. sa Makedonijom Đorđe Petrov i na kraju 7. sa Osogovom. Sve što igramo u Prilep igrat ćemo sa Osogovom, a ostalo igramo u Ohrid, tako da sigurno možda tu imamo jedan mali problem, ipak nije lako otići 2 sata, putovati, odigrati utakmicu i vratiti se, više istroše igrači na to nego možda na samoj utakmici, ali tako je kako je, nećemo da se vadimo. Bitno je jedan cilj da bude svih nas. Ja sam pravo da vam kažem i ponosan i rekao sam i čast mi je što vodim pobjedu. To sam i potencirao sada kad sam bio na odmoru u Crnoj Gori, da mnogi ljudi me uvijek pitaju našto stari za pobjedu, jer znaju da je pobjeda veliki klub uvijek bila i možda druga, treća po gledanosti što se tiče utakmica. Nadam se da će ponovo se to vratiti, a jedini način da se vrati to je da igrači pokažu i dokažu i da možda dođe 200 gledalaca, a tih 200 da kaže još 300 kako je pobjeda dobro igrala, tako da na taj način pokušamo da privučemo publiku. Nadam se da će uprava i siguran sam da pomogne svima nama igračima i da nam bude jedan ogromni servis i siguran sam u to. Volio bih da ne odemo, da igramo van Prilepa. Znam da će upravo sve uraditi da ostanemo da igramo u Prilep ovaj prolećni dio, dok se ne napravi ovaj naš glavni teren, a poslije toga sigurno da će pobjeda da ide samo prema Evropi. Smatram da pobjeda samo mora, može i hoće da bude evropska ekipa. Ako uspijemo da napravimo ovo što razgovaramo oko pojačanja, mislim da ono što sam rekao da pobjeda može da igra sa svakim u ligi. To je mnogo bitno i ovo što je rekao sad predsjednik, da pokušamo da u ovih nekoliko dana, maksimalno 7 dana, riješimo sve. Sigurno da ako pogodimo ta pojačanja da bi na ciljana mjesta koja nam hvale, jer realno hvali nam igrača, hvali nam kvaliteta i sigurno da ako uspijemo to da napravimo, onda da imamo realno, ne da se borimo za ovo, ja nisam došao da se borim za opstanak, ja sam to rekao i kad sam došao i ne želim da se borim za opstanak i ono što ste pitali, da se nadovežem što se tiče na koji način pobjeda treba da funkcioniše. Ja smatram da, iako je Škendija i Vardar imaju ogromni budžet, da to nije sve, da nije to sigurno da će da se naprave rezultat. Mislim da čak, kad sam ja došao, da nije bila situacija kakva je bila, da nismo imali 2-3 kiksa, da bi sada pričali realno da mi možemo čak da jurimo u Evropu. Jedina stvar koja je sada trenutno u fudbalu, to je jedina istina, to je gdje može da digne se ekipa na mnogo veći nivo, to je samo kroz Evropu. Ja sam i vodio ekipu u Crnu Goru koja je igrala 3 godine u Evropu i imala je budžet možda jedan od najmanjih u Crnu Goru. Znači da nije budžet sve da sad kaže sad ćemo da uložimo 1 milion eura i mi smo u Evropu. Ne. Ali sa pametnim ulaganjem, danas je normalno fudbal biznis, iako se zna da kad sam prvi put
vodio ekipu u Evropu, da je prvo kolo bilo 100.000 ili 80.000, da je sada došlo već na 220.000, da je Liga šampiona sigurno €1.000.000. Znači samo ko ove godine uđe u Ligu šampiona u kvalifikacije zaradio je već €1.000.000. Znači, jer ima sigurno 2 utakmice, tako je sad napravila UEFA. Tako da sigurno da treba da bude cilj pobjede, ali ovo što je rekla predsjednica, da kroz sve to sa pojačanjima, opet pričam sa pojačanjima koja će da donesu kvalitet, koja će, zahvaljujući tim pojačanjima, klinci da napreduju i da iz naše, odnosno iz škole pobjede dođu igrači i preuzmu primat u fudbalskom klubu pobjedu, to je jedan cilj. Sad trenutno igra, danas na utakmici igra 90% Prilepčana. Moram da kažem, ja sam uvijek iskren, ima igrača koji su dugo godina tu. Njihovo vrijeme polako prolazi. Ima igrača koji su možda igrali danas, koji 2 zadnje godine nemaju 2 ili 3 utakmice. Znači, to je jedna realnost, ne možemo da bježimo od nje. I da je teško to napraviti od toga kvalitet. Ja opet kažem da nas su klinci pokazali da mora ozbiljno da se računa na njih, ali zna se da sa klincima ne može se daleko. To mora postepeno, da ima oscilacija puno, tako da sigurno na taj jedan način, ako pravimo jednu kombinaciju iskustva i mladosti, to je ispravan put pobjede. Koje zasluživanje sporo vas najpametno za klubu? Koja pozicija je potrebna igrati? Pa pravo da vam kažem, iskreno mi smo, ne znam da li ćemo izgubiti i našeg koji je bio dosad kapiten golmana, još čekamo da li će se vratiti ili će ostati tamo gdje je otišao. Sigurno da nam treba pozicija možda spojnjeg igrača, treba nam pozicija špica i treba nam možda pozicija još da bude jedan dobar play. To je onako što bih rekao da sa tim igračima bi dobili puno.